Вие ги следите побладневните вести на Слободен печат. Собранието избра двајца членови на Комисијата за спречување дискриминација. Џихан Ахмед се повлече. Пратениците во собранието денеска на пленарна седница го избраа Лимко Бејзаровски и Наташа Амдиу за членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Предложените кандидати беа изгласани со 62 гласа за и 1 воздржан пратеник. Кандидатката Џихан Ахмед, како што информираше председателот на собранието Африм Гаши, вчера со допис до собранието ја повлекла својата пријава. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација има 7 члена, а по повлекувањето на Ахмед сега има само 6 избрани членови. Собранието на денешната седница со 83 гласа за го избра Бојан Маричик за председател на Државната изборна комисија. За подпредседател на комисијата избран Абдуш Демири, додека за членови се избрани Александар Даштевски, Ангел Чористов, Светлана Карапетрова, Борис Кондарко и Идит Мире Шеху. Собранието го донесе и Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законник. Според предлагачите од владеачката ВМРО ДПМН, со законските измени се отстрануваат можни штетни последици од измените донесени во септември 2023 година и се врши усогласување со европските и меѓународните стандарди во делот на борбата против организираниот криминал и корупцијата. Пратениците од левица гласаа против, оценувајќи дека законското решение е во интерес на функционерите од владеачкото мнозинство. Пратениците не го прифатија предлог Законот за изменување на Законот за енергетика, поднесен од левица, со кој се предвидуваше укинување на регулаторната комисија за енергетика и пренесување на нејзините надлежности во Министерството за енергетика. Председателот на СДСМ Венко Филипче изјави дека е прилично сигурен дека во земјава ќе има предвремени парламентарни избори, додавајќи дека нивниот термин ќе зависи од повеќе фактори и дека тие може да се одржат на крајот од оваа или на почетокот на следната година. Одговарајќи на новинарско прашање во собранието, Филипче оцени дека актуелната влада ја носи државата во амбис и порача дека СДСМ е подготвен за изборен настав во било кое време. Според него, граѓаните веќе јасно гледаат за каква влада станува збор и дека повеќе нема да помине, како што рече, лажната пропаганда со која дојдоа на власт во 2024 година, заснована на националистичка реторика и обвинувања дека СДСМ ги предава националните интереси. Наместо ветуваната подобра преговарачка рамка, вели Филипче, владата ја изолирала земјата. Лидерот на СДСМ предупреди дека лошите политики ќе имаат сериозни последици врз економијата, особено врз индустријата и транспортниот сектор. Како пример ги посочи блокадите на граничните премини од страна на камионџиите, за кои рече дека имаат реален проблем поврзан со одлуки на Европската Унија донесени уште во 2025 година. Расте поддршката кај граѓаните за членство во Европската Унија, но останува голем отпор кон уставните промени. Дури 71% од граѓаните се за членство на Македонија во Европската Унија, покажува најновото истражување на Институтот за демократија Societas Civilis. Истражувањето кое денеска беше представено во собранието покажа дека ЕУ континуирано се гледа како најдоверлив партнер на Македонија, сега и поради неизвестната политика на САД. Зголемен е бројот на граѓани кои сметаат Македонија како земја која припаѓа на Западот, особено по дилемите изминативе години за вртање кон исток. Директорот на институтот Марко Трошановски вели дека се работи за голем скок кај поддршката за ЕУ, особено што тоа се должи на сменетото расположение на македонската заедница. Отпорот кон уставните промени и натаму е голем. Но Трошановски оценува дека реалноста не е таква, нагласувајќи дека од статус квото губат и двете страни, а пред се македонските граѓани. Пријави и представки за постапувањето на судијата Ѓоко Ристов биле поднесувани во судскиот совет, но судијата кој заврши во куќен притвор откако во домот на неговите родители во Неготино беа најдени задзидани 350.000 евра, никогаш не стигнал до разрешување во највисокото судско тело.
Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски потврди дека Судскиот совет одлучувал за представки поднесени за Ристов, но нема точни информации колку пријави и представки имало за него, но од она што се сеќава Ристов не бил пријавуван за земање мито. Во Судскиот совет има безброј представки. Сега не се сеќавам конкретно дека имало представки за земање мито или за нешто слично. Еден предмет, колку што се сеќавам, се водеше за него за неизземање во предмет, а требало да биде изземен. А вака конкретни сега не можам да се сетам за мито. Ќе ви одговориме официјално. Не сакам да испадне сега дека имало некоја представка, а јас да не се сеќавам и да ви дадам погрешна информација, вели Камбовски. Нова анализа на американски магазин проценува дека војната во Украина досега предизвикала речиси 2 милиони воени жртви од двете страни. Руската инвазија врз Украина предизвикала речиси 2 милиони воени жртви, убиени, ранети или исчезнати во двете земји, според студија објавена вчера од Американскиот центар за стратешки и меѓународни студии. Според анализата, руските сили ги поднале најголемите загуби, со до 325.000 убиени од вкупно 1,2 милиони жртви од почетокот на инвазијата пред речиси 4 години. Ниту една голема сила не претрпела толку загуби или толку високи стапки на смртност во која било војна по Втората светска војна, се наведува во анализата на ЦСИС, истакнувајќи дека руските сили напредуваат забележливо бавно на бојното поле. Украинските сили исто така претрпале огромни загуби, од 500.000 до 600.000 воени жртви, од кои 100.000 до 140.000 убиени во периодот од февруари 2022 до декември 2025 година, се вели во студијата. Илон Маск го нарече полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски лигав имбецил, откако Сикорски сподели извештај од Американскиот институт за проучување на војната, во кој се открива дека руските сили се повеќе користат сателити Starlink за насочување на напади со беспилотни летала врз Украина. Според Американскиот институт за проучување на војната, руските сили ги опремуваат беспилотните летала со системи Starlink за да го зголемат нивниот дострел и точност. Беспилотните летала опремени со Starlink можат да погодат голем дел од Украина и да стигнат до делови од Молдавија, Полска, Романија и Литванија, ако се лансираат од територија контролирана од Русија. По споделувањето на извештајот на социјалната мрежа X, Сикорски му се обрати на Маск со силна порака, повикувајќи го да спречи русите да го користат Starlink за да таргетираат украински градови. Тој истакна дека профитирањето од воени злосторства би можело сериозно да наштети на неговиот бренд. Маск остро одговори, нарекувајќи го Сикорски лигав имбецил и бранејќи го Starlink како рбет на украинските воени комуникации. Данската премиерка Мете Фредериксен предупреди дека ерата на сегашниот светски поредок е завршена, велејќи дека не верува дека некогаш ќе се врати. Таа го изјави ова на јавен форум на Парискиот универзитет за науки, каде што учествуваше со премиерот на Гренланд Јенс Фредерик Нилсен. Обраќајќи им се на студентите, Фредериксен истакна: светскиот поредок каков што го знаеме е завршен и не мислам дека ќе се врати. Таа исто така предупреди дека Русија не сака мир со Европа и ги повика Европа и Соединетите Американски држави да се држат заедно. Осврнувајќи се на неодамнешните тензии со САД околу Гренланд, данската премиерка рече дека двете страни делат загриженост за безбедноста на Арктикот и дека ќе се обидат да најдат заеднички пат со САД. Агентите на Американската служба за имиграција и царина ИЦЕ низ целата земја се повеќе се потпираат на нова апликација за паметни телефони, што користи технологија за препознавање лица за да ги идентификува граѓаните и имигрантите. Апликацијата им овозможува на агентите на ИЦЕ да го скенираат лицето со камерата на нивниот телефон и да извлечат информации од голем број федерални и државни бази на податоци,
вклучувајќи ги и оние за кои судовите оцениле дека се недоволно сигурни за издавање налози за апсење. Незината употреба предизвика силни реакции од активисти, правни експерти и политичари. Според тужбата поднесена овој месец од Илиноис и Чикаго против федералната влада, Министерството за внатрешна безбедност на САД ДХС ја користело апликацијата за скенирање лица и отпечатоци од прсти на терен повеќе од 100.000 пати. Правните експерти велат дека тоа е драматична промена во употребата на технологијата. Тужбата на Илиноис против ДХС тврди дека апликацијата оди многу подалеку од овластувањето што Конгресот и го дал за собирање биометриски податоци. Во тужбата се наведуваат и неколку случаи во кои федералните агенти наводно фотографирале или скенирале американски граѓани низ Илиноис без нивна согласност. Голем дел од Соединетите Американски држави се зафатени од жестока студена зимска бура во која загинаа десетици луѓе во екстремни временски услови, несреќи или хипотермија, а милиони американци останаа во мрак и се наруши воздушниот сообраќај. Се очекува нов студен бран да ја погоди земјата во текот на викендот, носејќи рекордни температури и уште една голема бура, додека американците се уште се борат да се опорават од првиот бран. Reuters, повикувајќи се на локалните власти и новинските извештаи, објави дека до вторникот најмалку 38 лица во 14 држави загинале од силна зимска бура што ги остави поголемиот дел од централните и источните делови на САД зафатени од снег, мраз и температури под нулата. Според Associated Press, најмалку 50 лица загинале. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Се што е ново кај нас и во светот дознавате на нашиот портал slobodnpečat.mk. Утре се гледаме повторно. Пријатно.